дејање, за будност. Ние сите копнееме за слобода, копнееме за слобода како индивидуи, личности, слободата, тоа е лозунгот на современиот човек, слободни држави, слободни личности. Има една мисла која кажана пред 200 години, можеби, или 100 години, во времето кога политичарите, властите верувале во Бог, и тоа вели дека условот под кој Бог му дал слобода на човекот е постојана будност. И навистина е така. Слободата со себе носи одговорност. Оној кој е зависен од некого, кој е под некого, е воден од тој. И како да ја губи одговорноста за себе. Меѓутоа, слободата веќе не значи неодговорност, слободата не значи заспивање, слободата значи една будност. Со себе носи висока одговорност. Така е за слободните земји. Кога некој земја поробена и вазална, господарот треба да се грижи за таа земја. Кога земјата е слободна, таа треба да е будна, одговорна, да ја потврди, да ја зачува и да ја оправда својата слобода. Истото важи и за црквата. Да, Христос по благодат не ослободи од темнината, од гревот, не ослободи од едно страшно робство. Меѓутоа, црквата во слободата што ја има, треба да бдее, зашто треба да се бори. Се уште е во војна со противникот. И во таа војна, таа е буквално на првите линии на фронтот, таму каде што се води војната. И затоа треба да биде будна, да не западне во ситуација во која ќе биде загрозена таа слобода, незината стабилност да не биде загрозена пред противникот. И затоа во Библијата ние постојано можеме да го видиме тоа, да видиме тоа предупредување. Во Стариот Завет, например, пророците предупредуваа, го предупредуваа народот да биде буден, да стражари, да внимава. Во Христос ги предупредуваш учениците да бидат будни, да бдеат до неговото доаѓање. Апостолите го правеа тоа и во овој текст овдека ќе видиме еден повик за будност. Павле е со старешините во Ефес, со кои што бил 3 години заедно. Тие старешни се негови пријатели, негови сослужители, тој им служил на тие луѓе, се создала една блиска, длабока врска и таа разделба е разбирливо, е емотивна разделба и Павле, знаејќи дека нема повеќе да има можност да ги поучува, бидејќи го очекува на патот кон Ерусалим, во Ерусалим го очекува окови, го очекува страдања и користи таа посна прилика да ги охрабри, да ги поучи и да ги насочи понатаму во службата за Бог. При тоа, Лука, кој уделува големо внимание на тој дел, еден голем дел од ова 20 глава е посветен на таа разделба и на советите на Павле, акцентира неколку работи. Прво, Павле дава едно резиме на неговата служба во Ефес, како една поука за старешините, потоа ги открива своите планови и неговата подготвеност и покрај опасностите да го заврши повикот од Бог, и на крајот им дава некакви совети што они лично треба да прават. И во тие совети има 3 основни акценти. Прво, Словото, поуката, проповедта на Словото. Потоа будност, да бдеат, и тоа е многу тесно поврзано со првото. И третото, мотивите. Зошто тоа треба да го прават? Не себично, не заради некакви интереси, туку пожртвувано, следејќи го неговиот пример, зашто Бог за нив подготвил наследство кое е за сите свети и дел од наследството за светиите. Што се основните поенти кои ќе ги разгледаме во наше изучување? Ајде да видиме контекстот. Лука така не воведува во текстовите обично, следејќи го патот, вишењето на Павле. Тие се наоѓаат во Троада. Минатиот пат го видовме тоа служење во Троада. Една служба беше представена од Лука како еден така сведок од прва рака и
ја видовме таа служба како служба на раната црква, како еден модел во кој основниот акцент е поставен на словото, проповедањето. Долго време Павле проповедаше цела вечер и Господната трпеза како подсетување на Христовата жртва, од каде доаѓа се, заради која ние можеме да имаме се. И ако минатиот пат службата во Троада беше еден урнек модел за една вистинска служба, на што треба да го посветиме вниманието, овдека Павле ни дава портрет на неговата служба, резиме, тоест еден модел на вистинско служење. Служба во првиот дел на 20 глава и сега служење преку неговиот личен пример, што вклучува едно служење. Так, значи тие се наоѓаат во Троада и отпловиле за кон на југ. Целта на Павле е да стигне во Ерусалим на крајот на патувањето. И вака е, пак се враќаме на картата. Значи тие се горе во Троада. Лука и останатите соработници се движат со брод на југ, преку овие, овдека гледаш, зелената линија, овие островчиња, додека Павле решил малку да се придвижи на југ, или пеш да оди, така пишува, нели, дека сакаш да оди пеш, и се сретнуваат во Асос, на едно градче тука, подолу од Троада, и заедно се качуваат на брод, ги поминуваат тие островчиња, има повеќе станици по патот, Хиос островот, Милетин всушност островчето, и на крајот стигнуваат до Милит, градче, на јужниот дел на Азија. Пишува Лука дека не влегуваат во Троада, го заобиколуваат Ефес, зашто Павле се брза, сака да стигне за 50-ница во Ерусалим, и поради празникот, и има и друга причина, носи со себе помош за бедните во Ерусалим, така да сака, нели, да ја достави таа помош за празниците, и веројатно така и да ги зарадува. И затоа останува во Милит, која е така не многу далеко јужно од Ефес, и ги повикува старешините од Ефес тие да дојдат и да имат заедно време во Милит. И така тие доаѓаат и таа средба, како што кажав, Павле ја користи за да ги охрабри, бидејќи нема да има можност повеќе да ги поучува. Делото, одговорноста за делото останува сега на овие старешини во Ефес. И како започнува, знаете дека уште од првиот ден, кога дојдов, јас минува време со вас, 3 години бев заедно со вас. И одека би сакал неколку работи да акцентирам, откако нели кажува како тој ја вршил службата, на каков начин, со понизност, солзи, искушение, ќе кажеме нешто за тие работи. Преминува на 20-тиот стих кон она што го прави всушност, што правил тој 3 години заедно со нив. Не пропуштив да ви соопштам ништо од она што е полезно и да ве поучувам на јавни места и по куќите, сведочејки им сериозно и на јудејците и на елините за покаяние пред Бога и вера во нашиот Господ Исус. А пак понатаму ќе им каже во 26 и 27 стих: затоа во денешниот ден ви сведочам дека сум чист од крвта на сите, бидејќи не пропуштив да ве соопштам во целост волјата Божја. Значи, она што правев, вели Павле, 3 години, е да ви соопштувам, и тука зборот соопштуваме, основата е анангело, тоа е да ви пренесувам, како нели ангелот што пренесува некаква вест, пренесува порака. Други зборови, тоа што го добив од Христос, тоа што Бог ми го откри, Евангелието, јас не пропуштив, не скокнав ништо од тоа. Се ви кажав. И тоа на каков начин? Во 27 стих па вели дека тој волјата Божја во цело се пренесел. Тоест, она што е Божи план, она што е Божја цел, сето тоа е вклучено. Значи, се ви пренесов она што го добив од Бог, ништо не пропуштив, ништо не прескокнав, ништо не поминав така, нели на брзина. И на каков начин? Така што ве поучував во тоа.
И тука е оној збор дидаско, што значи буквално поучување како што учителот ги учи учениците. Дидактички. Како учител. Не. Тоа е стандардот на службата или стандардот на проповедта на Павле. Се да каже, се да пренесе, и тоа не е така да ги забавува, да им ги гали ушите, туку како еден учител што ги учи учениците. И ако ова е стандард на Павле, на пренесување на Божјата волја, на Словото, на она што тој го добил како откровение, било добро да споредиме црквата денес. Кој е стандардот за проповедта денес? Не знам, нели, немам представа на секаде како, меѓутоа има еден општ став и тоа го потврдуваат оние што прават анализи во целиот свет, дека денешната црква или не збориме за полка, збориме за проповед веќе, е далеко од тој стандард на апостол Павле. Поради неколку причини. Прво, стандардот на проповедта денес е поинаков, тоест не е методот на поучување, туку методот е на некакво мотивирање, охрабрување, тоест се бара некаква вдахновена порака која што ќе охрабри така натаму. И во голема мера тие пораки се прилагодени кон вкусот на слушателите, зашто на тој начин се задржува слушателството, публиката. Тоа е една од причините и на крај има и тука е еден друг момент за да се поучува заедницата на Словото, треба поучувачот и самиот да изучува. Тој самиот треба да вложи труд, време, напор, енергија, за да го самиот да биде ученик кој ќе го изучува Словото на Бог, за да може да го поучува. А изучувањето или учењето е тешка работа. Децата уште од мали нозе го осознаваат тоа, го разбираат и многу се малку оние кои сакат навистина, сакат да учат. Гледат обично така да поминат полесно, некако полесно. Да препишат на час, да забушават, да се снајдат. Тоа е. И популарни се во училиште не децата што учат, туку оние фраери се, оние што не учат и поминуваат, нели, тие се, да поминеш без мака. Тоа е стандардот. И тоа е стандард некако продолжи така се провлекува, па и онома каде што треба да продолжи поучувањето, пак се прилага оној ученички стандард. Треба време, треба труд за да се подготви една поука, едно изучување. И затоа но често пати како мрзеливите студенти кои неподготвено одат на испит и на времето, не знам дали денес ја има таа фраза, ама професорите лесно можеа да разберат дека некој не се подготвил и знаат да кажат доста тегнеше локуми. Не знам дали постои таа фраза, тегнене локуми. Често пати и проповедите на проповедниците наликуваат на тегнене на локуми. Не се подготвиле и почнуваат своите приказни, вртат едни исти нешта, како резултат на неподготвена поука. За да има добра поука, треба подготовка. Не 2 часа сабота, попладне, туку преку целата недела. Спрџан на своите студенти им вели, ако сакате да направите добра проповед, треба 20 часа да посветите на подготовка на проповедта. 20 часа. Тоа значи, преку седмицата, секој ден по 3-4 часа треба да посветиш на изучување на Словото кој ќе биде дел од таа поука во неделата. И ако, нели, сме слушнале сите дека Спрџан е принцот на проповедниците,
покрај неговата харизма, треба да имам во превид дека тој се подготвил по 20 часа за проповед. 20 часа изучувал за една проповед. Тоа е стандардот на Павле. Поуката, поучувањето. Од друга страна, не се популарни таквите поуки, бидејќи луѓето, христијаните, ја немат таа навика, го загубиле, ја загубиле навиката, трпението да слушат поуки. Се бара денес лесното, се бара забавното, се бара интересното. Како децата во школа. Веројатно и сега е така, ама знам на времето, умилените наставници, учители, професори на учениците беа оние кои што на часови кажуваа вицеви, многу не распрашуваа, не им предава, им вели, на брзина ќе поминеме. И тие беа супер учителите. Ова е супер учител. Не ни предава таму, само си кажуваме вицеви на час и се забавуваме. Павле вели, не пропуштив ништо, тоест ништо не скокав од материјалот. Се сакав да ви кажам. Зашто Павле немаше за цел да им прави, да им биде интересно времето на луѓето во Ефес. Тој кажуваше се, целата вистина, која, меѓу другото, осудува, изобличува и променува. Нема друг начин за нашата промена од словото во кое действува духот. Нема друг начин. Павле, проповедајќи го словото вака, целосно, во духот така се случуваше промената во градот, она што го гледавме досега. Фарлањето на книгите на окултистите, напуштањето на храмот на Артемида, се тоа беше резултат на проповедта на словото. А човекот не сака да се менува. Човек не сака да слуша вистината. Промената е тешка работа. Да, ние сакаме другите да се променуваат. Сакаме сите да се сменат околу нас. Ама не сакаме ние да се менуваме. И затоа не сакаме да слушаме проповеди кои не терат да се променуваме. И затоа современиот христијан се зел многу слогани од светот, мудрости, со кои се оправдува таа мрза, например, ама ние треба да научиме да се сакаме прво себе си, за да можеме другите да ги сакаме. Најдете ми едно место во Библијата каде што има таква идеја. Зашто секој, и нашите древни учители, знаеле дека секој се раѓа со себичност. Секој се раѓа со љубов кон себе си. Тоа е закон, тоа е законот на грешната природа. И се јас ке мотивирам луѓе да се сакат себе си, да станат уште по себични, кога тие се веќе себични. И затоа словото всушност вели, не умирај, подложи се на умирање секој ден, за да можеш да бидеш вистински следбеник на Бог и да ги сакаш другите. Умртвувај го егото. Тоа на зашто зборува Библијата. И понатаму, еден друг така популарен слоган, ама Бог не прифаќа такви какви што сме. Бог не прифатил такви какви што сме. Да, така е. Бог по благодат не прифатил такви какви што сме, но не за да останаме такви какви што сме, и така да се оправдаме мразливоста, туку да станеме такви какви што Бог сака да сме. А тоа не може без Словото и Духот. Нашето тело сака едни работи, Духот сака други работи. Спротивни, телото сака спротивни работи на Духот, Духот сака спротивни на телото. И што ќе избереме? Дали ќе избереме скокоткање на егото и на телото и задоволување на похотите, или ќе избереме вистина, слово, кое, ќе не променува, боли, промената боли. Преобраќањето, преобразбата не е пријатна, но тоа е единствениот начин за да се доближуваме до Бог, да стануваме она што Бог сака да биде. И затоа и Павле ги советува дека луѓето ќе видим понатаму, Тимотеј и сите негови наследници во време и невреме верно да го проповедаат словото. Павле проповедаше така зашто беше верен и не му беше тешко да биде вреден слуга. И секој ден, деноноќно,
да ги поучува на целата Божја вистина. Зашто не се плашеше да го прави тоа. Големо искушението, бидејќи луѓето, нели, сакаат денес така, тоа живееме во свет на забава, сакаат интересно, сакаат пријатно. Големо искушението служителите да ги задоволуват тие интереси на луѓето. Павле проповедаше се и ги поучуваше. И потоа, како го правеше тоа на почетокот? Аз сега кажа што правеше, што правил 3 години, како правеше, вели, со голема понизност. Знаете, Павле е човекот кој е ангелот за нив. Оној медијатор од она слово што го добива директно од Христос, тој им вели на галатјаните, не му е тоа, не е од човек, не е преку некој човек, директно Христос ми ги откри тие работи. Тој има голем авторитет во тој поглед. Тој добива директно слово од Бог. И тоа не води кон ароганција, не води кон возгордевање, туку вели понизно ве поучував. Зошто самиот тој многу пати тоа го кажува, се е по благодат. Ништо не бил позаслужен. Напротив, тој беше најмалку заслужен да го добие тоа слово од Бог и да го пренесе на луѓето. Тој беше убиец. Тој ги гонеше црквата, ги затвараше христијаните. Бог по благодат му го даде. Сето тоа. И знаејќи од каде му доаѓа, тој имаше таа понизност, не да се гордее пред луѓето, да се покажува како многу голем, туку понизно ги поучуваше. Зашто знаеш дека се што имаме, се што постигаме, секој резултат е благодат на Бог. И коринтијаните црква која била многу надарена од Бог, и со знаење, и со мудрост, и со дарби, меѓутоа тоа водело до возгордевање. Затоа Павле ги прашува во 4 глава 7 стих на првото послание. Што имаш што не си примил? А штом се примил, зошто се фалиш како да не си примил? Значи, што од тоа што го имаш не ти е дадено? Некој ти го дал. И ако некој ти го дал, како можеш воопшто да се фалиш? Кога ќе разбереме дека се што имаме ни е подарок од Бог, тогаш ќе бидеме и подговорни, и понизни кон луѓето, и трпеливи. Значи, поучуваше со понизност и продолжува со солзи поучував. И тука гледаме една грижа. Една голема грижа кон луѓето. И неговата служба, неговата верност, неговиот труд е продукт на неговото сочувство со луѓето. Знаете, тој гледаше на луѓето како што Христос гледаше на луѓето. Сеќавате, кога ќе ги видеше, тоа се повторува и со хранењето, тоа се повторува и кога беше со учениците, нели, и им рече да се молат за работници, за служители. Кога ќе ги погледнеше, тој ги гледаше како овци без пастир. И таму Лука пишува дека кога ги виде дека се како овци без пастир, тоа се нажали. Тоа истиот оној збор што се употребува за самарјанинот кој го виде човекот претепаниот на умирање, ограбениот. Буквално болка го прободе во стомакот. Таква една болка, таква тага. Павле така гледаш на луѓето како на изгубени, луѓе кои се во темнината, робови, кои одат во смрт. И со солзи, вели, со тага, со грижа го правев сето тоа. И бидејќи знаеш дека за тие луѓе има само еден начин за спас, а тоа е да им се открива Евангелието на благодата, да им се проповеда Словото. Тој го правеше тоа и не му беше тешко да го прави. Поради грижата кон луѓето. Знаејќи дека не приказните, не шегите, туку Словото, она вистинско Слово, колку и да изгледа нели непријатно, е начинот, тој го проповедаше тоа. И затоа, поред таа грижа што има кон луѓето, тој одеше и на јавни места, и по куки, и на плоштади, и во училиштето на Тиран, и во синагогата, и во црквата, секаде каде што имаше можност, проповедаше, зашто имаше сочувство кон тие луѓе.
можеше да погледне на изгубениот човек преку очите на Христос. И тоа го мотивираше на таквата служба. И два пати, затоа тој два пати повторува, ништо не пропуштив, зашто се беше важно. Зашто знам дека само така можете да бидете спасени и да растете во верата. Нема друг начин. Не. И воопшто тој беше смел, тоа е потребно на вистина смелост, зашто нему не беше важно колку ќе бидат задоволни луѓето од неговата проповед. Тој понатаму каже, јас сум задоволен од мојата служба, зашто сум го исполнил критериумот за задоволство од една служба. Него го интересираше доброто на луѓето, да ја знаат вистината, да им биде откриена вистината. Не беше страв дали ќе им биде здодавно, дали ќе заспиваат, дали ќе си одат и ќе речат кој може да ја слуша оваа беседа и после никош да не дојдат, не. Тој имаше одговорност пред Бог и ние ќе видиме од кај доаѓаше исто така таа одговорност. Едно сочувство и едно сознание во што е вклучен, во какво дело е вклучен, што му е дадено во доверба, што му е доверено како пастир да чува. Смелост треба зашто тој знаеше дека таа служба, таквата проповед, ништо да не пропушти, ништо да не разводни, ќе предизвика и реакции. И тој продолжува со понизост, многу солз и во искушение. Зошто? Зашто јудеите знаеше дека нема да останат мирни, нема да останат спокојни на таквата проповед и дека ќе има против него противници. И видовме ние во Ефес како целиот град се крена против него. Сакаат да ги линчуваат неговите служители и него. Смел и во она што го збори, и во она што го прави. И продолжува во таа смелост, објавувајќи ги неговите натамошни планови, и вели, и сега поттикнат, тоест, бидејќи сум врзан, окован од Светиот Дух. Одам во Ерусалим, не знаејќи на што ќе најдам тамо. Меѓутоа, Духот Свети во повеќето градови во кои што беше во тој момент посведочи дека во Ерусалим го чекаат окови и маки. Затоа ќе говориме следниот пат повеќе, зашто ќе го видиме тој пат од Милит преку Тир, Кесарија до Ерусалим, каде што пак пророци ќе го предупредат дека во Ерусалим ќе го чекат неволи, дури и ќе го одвраќаат со сета сила да не оди тамо. Меѓутоа тој им вели, не, мене не ми е мил животот, мене ми е важно да стигнам на крајот на патот и службата што ја примив од Исус Христос. А тоа е служба да сведочам или повторно оној збор да го пренесам како ангел, она Евангелие кој ми е дадено од Бог, Евангелието на Божјата благодат. Затоа ќе говориме наредниот пат за тој мотив негова служба. И продолжува, кога ги изнесува тие идни планови, значи на слика на човек кој не е воден од телото, воден е од духот. Бог му исцртал пат и тој до крај сака да го изводи тој пат. И ја дава оценката во овие два стиха, веќе што кажав, јас имам, вели, мирна совест. Зошто ништо не пропуштив, целата Божја волја ви ја кажав, и затоа јас не носам одговорност пред вас. И овде како го цитира оној познат за евреите стих од Езекиел 33 глава, каде што ја дава сликата за стражарот, кој треба да биде буден, да предупредува, инаку ако не предупреди, смртта на луѓето во градот ќе бидат негова одговорност, ќе се бара од него одговорност. Павле вели, спокоен сум. Не знам колку ви беа интересни моите поуки, не знам колку ви беа забавни, не знам колку ви држав буден, меѓутоа, јас имам мирна совест. Ви кажав се што треба да кажам. Ништо не скокав, ништо не пропуштив. Како денес ние би оцениле службата на црквата денес во тој поглед? Може ли спокојно денес да спие црквата и служителите, имајќи го пред овој стандард што Павле го поставува овдека? И продолжува веќе со советот до старешините. Бидејќи јас така правев, вели Павле,
денонокно, 3 години, насекаде, со понизност, трпение и така натаму. Сега вие грижете се за себе и целото стадо во кое Бог ве постави за епископи. И 2 пати во овој текст ќе го видите зборот грижете, со 2 различни збора кои се синонимни, но имат малку така, многу малку различно значење. Првиот збор грижете се, всушност значи стражарете. Како што е буден и фокусиран на опасноста, на непријателот стражар, така вие да бидете. И вториот е употребен во 31 стих, и тука зборот е Грегорео, или тука веќе буквално значи да бидеш буден, да бдееш, да не заспиваш. Биш внимателен. Потоа ќе видиме ние во што е таа будност уствари. Што значи човек да биде буден? Бидете будни на тоа стадо што Духот над кој ве постави, за да бидете пастири на црквата на Господ Бог, кој ја придоби тој со својата крв. И тоа всушност ја прави задачата одговорна. Павле ја врши својата служба со тоа сознание. Јас сум поставен како овчар, како стражар, над онаа стадо за кое е платено со Христовата крв. И вие немојте да го губите од внимание, од својот ум, тој факт, дека голема цена е платена. Многу одговорна вашата работа. Имате вие многу скапа служба. Скапо платена служба. Голема одговорност ви е доверена. И знаејќи го во сето тоа, бидете будни. Исклучително е сериозна вашата одговорност. Светиот Дух ви доверил одговорна задача. Но внимавајте овде, дека прво, Павле им вели, бидете будни, грижете се прво за себе. Зашто човекот кој не се грижи за себе, тој е слаб и немокен да се грижи и за другите. Ако некој не се грижи за себе, тој нема да може да се грижи и за другите. Ако го мрзи да се грижи за себе, ќе го мрзи да се грижи и за другите. Едноставно нема да има силата да се грижи за другите. И тоа е заповед не само за старешините, туку за секој верник во Христос. Доколку сакаме да бидеме корисни за другите, ние прво мораме да бдееме, да бидеме будни за себе. А посебно, нели, старешините кои што имаат одговорноста над Божјото стадо. Да ја пасат црквата Божја, зашто тоа е Божјото стадо. И постојано да бидат на штрек, она што се вели. Причината за тоа е Павле вели, бидејќи волци ќе дојдат во стадото. И меѓу вас исто така ќе се родат, ќе се изнедрат волци. Павле му беше свежо на Павле оној бунт што се случи во Ефес. И тој знаеш дека нема да престанат работите. Тој знаеш дека нема да се смират, да се помират, дека ќе продолжи опозицијата. Многумина, тоа е надворешна позиција, многумина ќе се нафрлат и ќе сакат да ве уништат. Од друга страна, вели, другата опасност е што однатре меѓу вас ќе се јават многу лажни учители, многу волци. И Павле ова го кажува од своето искуство. Нема град каде што Павле основа црква и после неговото заменување да не дојдат лажните учители и да почнат да ги манипулираат, т.е. да ги тргнат од вистината на Евангелието младите верници. Уште првите цркви што ги основа во Галатија, веднаш дојдоа јудеистите христијани кои почнаа да проповедаат спасение преку законот. И Павле им напиша послание. И тоа насекаде се случува каде што Павле основа цркви. Одат зад него тие и ги мамат вакво верните луѓе. Каде што има, секаде, каде што има овци, таму има и волци. Волците ги намирисуваат, надушуваат овците и ги барат. Тоа е вистината. Христијаните се представени, верните луѓе се представени на многу места со таа метафора како волци, зашто се наивни. Особено, нели, младите, незрелите. И може да станат
неуките може да станат лесен плен и такви бараат волците. Да ги најдат и да ги заведат во измамата, во лагата. Зато им требат овчари кои што ќе ги поучуваат прво, ќе ги градат во вистината, во Словото на Бог, ќе се јакнуваат духовно, за да можат да издржат на лажите, на лагите, на измамите на лажните учители, кои Павле, например, во Коринтијаните ги нарекува лукави работници кои се преправаат во Христови апостоли и слуги на правдата. Зашто измамата така делува. Не во својот природен изглед, вистински изглед, но преправајки се како ангел на светлината. Павле овде предупредува за две опасности, однадвор волци и однатре. Таа опасност однадвор или притисокот однадвор се покажал во историјата како обединувачки и зајакнувачки фактор за црквата. Секојаш кога го имало притисок однадвор, црквата јакнала. Страдањата, жртвите кои ги давала црквата, секојаш биле како едно семе од кое што потоа уште повеќе јакнала и се раѓале нови верници. Меѓутоа, овците кои внатре се појавуваат или ересите, лажните учења, била причината на вековите кои што ја слабела црквата и ја разединувала. Зборот ерес оригинално значи разединување, раскол, поделба. Тоа е суштината на зборот ерес. Но меѓутоа, бидејќи сегош причината на резултатот на лажните учења било распаѓање, разединување на црквата, тој збор ерес почнува да се користи за лажни учења, зашто тоа е причината за тие разделби, тие слабења на црквите, пропаѓањето на црквите. И особено проблемот е, бидејќи, како што кажав, лажното учење и лажниот учител се покажува или се представува како служител на вистината. Иринеј, епископот на Лион, е оној првиот кој што го пишува првото ересиолошко дело, така да кажем, тој е првиот кој се занимава со ересите. Во неговото дело против ересите или Adversus Heresis дава приказ на сите ереси во древноста, а тие ереси продолжуваат и се исти и денес, по форма може да се разликуваат, суштината им иста. Значи, во тоа дело тој ги представува ересите и ги разобличува и ги оспорува, покажувајќи ја вистината. И таму има една така пријатна мисла, интересна, вистина е, вели, ереста никогаш не се представува во низиниот грд и гол деформитет, за да не може да биде разоткриена. Наместо тоа, таа се покрива со привлечен фустан, така што по својата надворешност и изгледа на неискусните по вистината, дури и од самата вистина. И сега, Павле ова го кажува на луѓето, го кажува, ги предупредува старешините во Ефес, во древноста. И тоа предупредување го гледаме на многу места против лажните учители. И денес, да ви кажам, нема вакви ереси. И нема лажни учители кои се обидуваат во црквата да влезат и да сеят ереси. Зошто искрено, еве, например, во Македонија, и очигледно во Македонија нема, зашто во Македонија она што како реакции што гледаме од христијани, она што се пишува, она како незадоволство што се кажува, се проблемите во општеството. Политиката, корупцијата, неморалот, ЛГБТ и така натаму. Но да ви кажем, јас не сум чул ништо да се збори за црквата. Зошто знаете што? Во црквата се е во ред во Македонија. Во црквата нема ереси во Македонија. И во Македонија нема волци. Или е тоа, или толку е заслепена што не може да ги види волците. Карл Барт, сега тука може да се јават реакција, но тој бил либерал и така натаму. Карл Барт действа во либералната црква во Германија, во Швајцарија, и се обидува како неортодокс да ја врати во конзервативизам, во намера во кој може во едно такво општество да се действува.
Да, во многу стави не може да се согласи, меѓутоа има една вистина што тој ја кажува. Тој вели за неговата црква, неговото општество. Најголемиот непријател на црквата денес не е неопаганизмот во општеството, туку ереста во црквата. И тој, кога го кажува, тоа го кажува од позиција на неортодокс кон либералната црква. Не е проблемот на денеска тоа што општеството е такво. Општеството секогаш било такво. Општеството, светот му припаѓа на темнината. Да, ние треба да бидеме загрижени. Да, ние треба да реагираме и така натаму. На тој морален пат, корупциите и така натаму. Меѓутоа, првата обврска на црквата е состојбата на црквата. Каква е состојбата на црквата? Што се е црквата во овој свет? Каков пример дава црквата во овој свет? Зашто една болна црква не може да излекува болно општество. Една духовно здрава и јака црква, која е посветена на Словото, во кој го дава целиот труд во таа насока, може да биде решение за тоа општество. Нашите критики, нашите коментари, нашите анализи на состојбите во светот и општеството ништо нема да помогнат, зашто во таа област има многу поголеми стручњаци од нас. Но во светот нема луѓе кои се занимаваат со вистинското решение, со проповед на Божјото Слово. Но за жал ушите повеќе ни се свртени да слушнеме што во светот се говори, со што светот не бомбардира, а малку сакаме да слушнеме што Библијата има да ни каже за решението во овој свет. И така, притисокот однадвор ќе си остане, но тој треба уште повеќе да ја мотивира и да ја јакне црквата во посветеност на службата. Продолжува Павле, пак дава сведоштво за собствената служба, вели, затоа бидете будни. И пак својот пример. Што значи да се биде буден? Цели 3 години не престанував со солзи да поучувам секого од вас. За да бидете будни, помнете дека јас цели 3 години деноноќно поучував секого од вас. Знаете како човек останува буден? Словото, будност во Словото. Една наслада во едно постојано размислување и живење на Словото на Бог, изучување и поучување на тоа Слово. Ова е момент во кој што Павле се разделува. Сигурно старешините во Ефес биле загрижени. Ке го нема Павле. Не остава овдека меѓу волците. Што ќе правиме понатаму? Сега сме буквално како дечиња кои ќе останат сираци. Нашиот татко ќе го снема. Неаме родители. Ќе се снајдеме ли овдека? И што им вели Павле? Бидете будни. Имате после моето заминување нешто кој може да ве држи будни. Јас си одам, вели, но ве предавам на Бог и на Словото од неговата благодат. Тој може да ви унапреди уште повеќе и да ви даде наследство меѓу сите осветени, не посветени, осветени, свети, одделени за Бог. Видите што им вели Павле? Да, јас си одам. Да, покрај мене беше, добро ви беше. Јас се грижав за вас и проповедав. И сега ќе си одам. Меѓутоа, моето заминување ништо не значи. Зошто? Зашто го имате вие она што е важно. Што правев јас овдека 3 години? Ве поучував. Сега вие го имате. Ви го дадов Словото. Сега е ваше да продолжите. Исто така да се поучувате со Евангелието на благодата, бидејќи Бог е со вас и Тој ќе работи преку тоа Слово. Не грижете се, имате се што ви треба, уште повеќе да напредувате и да се градите. Тоа е будноста. Верни на поуката на Словото и живење на тоа Слово. Тоа ќе ви унапредува. Меѓутоа,
за да бидете навистина посветени и будни, вие трябва да имате и правилни методи. И той го дава повторно своят пример. Моят мотив, и тук той прави контраст, например, в Коринтияните 2, много ясен той е контраст между него и лажните учители. Той дека лажните учители служат со себични мотиви, за корис, да бидат издигани, величани и материални користи да добиваат од луѓето. Вели, јас никому не му зема ништо, ни облека, ни злато, ни сребро. Туку за себе и моите сослужители, со овие раце, вели, работев. И сигурно ги покажал да ги видат неговите раце како изгледаат. Зошто? Зошто мојот мотив не беше овдека ми ги да се збогатам, да ме храните. Не, мојот мотив беше да ви ја предадам целата Божја вистина и ви да продолжите во неа. А за себе се грижев самиот. И тоа е потврдата дека мојот мотив не беше себичен, и тоа потврда дека не сум лажен учител, меѓу другото, што ќе биде довинат понатаму. Дека неговите мотиви и неговото учење не се вистините. И во таа насока тој им кажува, вие имате, ако вие се посветите на вистина така во Словото, вие си имате наследство од Бог. Нема, ако бидете фокусирани на она што е горното, на Царството Божјо, ќе бидете наградени. Ќе ве чека наградата. Гледајте нагоре, кон она наследство на светиите, и ќе имате добра и успешна служба, со што се им вели Павле. Зашто суштината на христијанството, и тука веќе додава едни зборови на Христос, само овде ќе гледаме, ги нема во Евангелијата, суштината на христијанството не е да се зима, туку да се дава. Подобро е да се даде, отколку да се земе. Како еден вистински мотив за служење. Не. И Павле вели, еве, го покажав тоа. Го видовте тоа во мојата служба. И така завршува, сигурно ова е резиме, дадено од Лука, сигурно поминал повеќе часови со учениците, но тоа се основните поенти што им ги дава. Верност, будност, дејте, бидејќи непријателот ќе дојде, непријателот ќе напаѓа. Вие треба да бидете будни во Словото на Бог, будни во вистината, будни во поуката, во поучувањето, како што јас бев буден, како што ја предадов целата волја Божја, така и вие треба да правите. Понатаму да се поучувате од целата волја на Бог. И во таа будност, тоа не е параноја. Ние не живееме во еден страв постојан дека еве ќе не нападне ѓаволот. Како што има христијан само за ѓаволот, ѓаволот вака, ѓаволот онака. Не. Будноста значи едно постојанство во Словото и увереност дека така ѓаволот ќе бега од нас. Зашто, како вели Петар, приближувајте се кон Бог и ѓаволот ќе се оддалечува од вас, ќе бега од вас. Тоа е начинот. Нашето доближување во Словото на Бог е единствениот начин ние да се спротивставиме. Нашето постојанство во животот заедно со Бог во Словото и молитвата. Тоа вели Павле. Правете го тоа, дејте и не бидете себични во тој поглед. Вас ве очекува награда за таа служба. Имате наследство меѓу сите светии. Собирајте богатства за небото. Бидејќи тоа што го правите, наградите што ќе добиете се големи. Не само на небото, и оде на земјата. Ќе има голема благодат во вашата служба. Да го познаваме Божјото Слово, да му служиме верно и насебично и да се грижиме еден за друг. Треба да растеме во зрелост, мудрост и знаење, зашто постојано сме на првата борбена линија. Секогаш постојат волци наоколу кои се обидуваат да се внедрат во црквата. На здрава црква ги препознава и ги одбива. И тие немаат успех. Но треба секој да биде посветен во таа будност, да бдее во Словото на Бог, во молитвата и силата на Светиот Дух ќе го јакне, ќе го променува, колку да е тоа болно, но ќе го има на крајот на блаженство. Да биде во Божиот карактер.
да живее онаа суштина што Бог ја сака за човекот. И нека Бог ни помага во сето тоа, навистина да бидеме будни, да не заспиваме. Може да се случи да дојде дремка, може би некој не спил добро вечерта, не се случува на сите нас да немаме добар сон на вечер или да има некоја обврска, но бдењето не е само на служба, туку постојано, секој ден, тамо каде што сме, секој момент. Господ да не благослови, да се молиме, Тој да го благослови тоа слово. Татко Небесен, ние ти благодариме за овие предупредување што ни